Во рамки на подобрувањето на сообраќајната инфраструктура, локалната самоуправа на Кочани во наредниот период ќе ја реконструира улицата Браќа Ставреви во централното градско подрачје. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, за што е планирано да се потрошат близу 3 милиони денари, обезбедени од општинскиот буџет. Според техничката спецификација во повикот, се планира да се преасфалтира коловозот со вкупна должина од 350 метри и површина од 2350 метри квадратни. Претходно ќе се направи гребење на стариот и оштетен асфалтен слој, а ќе се заменат и постојните бетонски рабници. Со реконструкцијата предвидено е да се изврши и нивелирање на постојните канализацијски шахти и сливници. Во моментот тече рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи, кои потребната пријава и документација треба да ја поднесат најдоцна до 10 април. Обврска на избраниот изведувач ќе биде реконструкцијата да ја заврши во рок од 3 месеци по изборот и потпишувањето на договорот со општина Кочани. Учениците и вработените во основното училиште Раде Кратовче и во средното општинско училиште Лјупчо Сантов ги одбележаа своите патрони празници и 79 годишнината од загинувањето на двајцата првоборци, чии имиња ги носат образовните институции. Во основното училиште букети цвеќе на бистата на Кратовче положија негови роднини, како и представници од Сдруженијето на борците, од локалната самоуправа, како и од раководството на институцијата. При тоа беше направен краток осврт за ликот и делото на Кратовче, како и за постигнувањата на образовната институција во изминатиот период. Некои се обидуваат неговата саможртва да ја негираат. Имам потреба да се обратам од ова место и да кажам зошто овој млад човек взел оружје в рака и заминал в планина, оставајќи ги својата сопруга и неговите деца. Имам потреба да кажам зошто овој човек земал оружје в рака да се бори против фашистичките окупатори. Зошто овој човек на само 33 години загина? Одговорот е еден и единствен – за слободна и независна Македонија. Празнично беше и во средното општинско училиште Лјупчо Сантов, каде беше положено свежо цвеќе на спомен бистата на патронот, а учениците изведоа свечена програма. Во знак на благодарност за поддршката што ја добива на локалните компании Антура и Емфенол, средното училиште им додели благодарници. Потоа, представници од училиштата, од локалната самоуправа и членови на семејствата на првоборците ги посетија бистите на Сантов и Кратовче во паркот на Револуцијата. Таму со букети цвеќе им оддадоа почит за нивниот придонес во револуционерната борба за слобода. Татко ми се бореше за слободата на нашиот народ. Беше 3 пати во затвор, а после тоа, заедно со Лјупчо Сантов, отидоа горе у планина и беа предадени од кочанчани и таму беа и убиени. Нека и другите генерации знаат, нека се борат за нашата татковина и нека ја чуват нашата татковина. Оти сите знаете дека нашата татковина е поделена на 4 дела. Барем овој дел што ни остана, да го чуваме и да го негуваме за нашите идни генерации. Јас сум Стефанка, најмалата ќерка на Раде Михајлов, првоборец на Кочани, и знаеме сите дека се убиени од бугарскиот фашистички окупатор. И сега што ги отправат тој окупатор и фашист, што го прават административец, јас овака викам: ако можат да ми го вратат татко ми, и јас ќе можам да ги сметам за административци. Јас татко ми не го ни познавам, имам само, сум била 1 година кој излегол, 2 години кога е убиен, само имам една слика што ја чувам до личната карта. Само една слика. А сите други слики со татко ми се со спомениците негови. Во рамки на одбележувањето на 79 годишнината на кочанските првоборци им беа доделени награди на учениците кои создале најуспешни ликовни и литературни творби по повод патроните празници на училиштата.
По основните училишта Раде Кратовче и Малина Попиванова и училиштето Никола Карев само ќе се снабдува со струја од слободниот пазар во текот на наредниот едногодишен период. Веќе објави јавен повик за набавка со кој за потребите на централниот училишен објект и спортската сала во Кочани, како и за подрачните училишта во Тракање и Грдовци, се предвидува да се потрошат близу 600.000 денари. Сумата е за над 150.000 повисока во споредба со претходната година, а парите се обезбедуваат од финансискиот план за работа на образовната институција за оваа и за наредната година. Според техничката спецификација во тендерската постапка, планираната потрошувачка на струја за 12 месеци се очекува да биде околу 77 мегават часови, од кои над 3/4 за училиштето и салата во Кочани, а остатокот за подрачните објекти. При тоа од добавувачот се бара да ја преземе балансната одговорност за потрошувачката и таа да биде вметната во договорот што ќе биде потпишан. Според анализата за просечна потрошувачка по месеци, во постапката е наведено дека најголема потреба од електрична енергија во училишните објекти и во спортската сала ќе има во текот на зимските месеци, кога се одвива и наставниот процес. Понудите од заинтересираните добавувачи со струја треба да се достават најдоцна до 29 март преку веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки. Управниот одбор на Драмскиот аматерски фестивал го распиша конкурсот за учество на овогодишното 60-то фестивалско издание. Пријавувањето на домашните и странските театарски групи, драмски секции, експериментални и алтернативни сцени, студија и други форми на самостојно сценско изразување трае до 5 април. Потоа ќе следува селекција и избор на учесниците. Годинава Драмскиот аматерски фестивал ќе се одржи од 22 до 27 мај. Материјалот што ќе биде пријавен треба да биде од домашни или странски автори, а изборот е слободен и самостојно го определуваат учесниците кои творат во полето на драмскиот аматеризам. При тоа опфатени се театрите за деца и младинци, драмскиот аматеризам со елементи на традиционални, модерни, авангардни и експериментални сценски изразни средства и модели. Во представите не можат да настапуваат професионални артисти кои се вработени во театарските куќи во земјата и странство. Пријавата за учество треба да се достави заедно со целосна видеоснимка од представата преку клауд платформите на интернет, заедно со текстот според кој е работена представата на електронската пошта festivaldav@gmail.com. И годинава, според пропозициите на DAF, ќе се доделат 8 награди за најдобра женска епизодна улога, најдобра машка епизодна улога, најдобра женска главна и најдобра машка главна улога Никола Димитров. Потоа за најдобра режија Борис Стојчев, награда за истражување нови сценски изразни средства и експеримент во аматерскиот театар, Гран Прито Васил Ќортошев и специјална награда за најдобра представа во категоријата театар за деца и младинци. Во рамки на фестивалската програма ќе се одржат и придружни манифестации од областа на ликовната, музичката, книжевната и филмската уметност, како и театарски и книжевен портрет со театарска работилница за аматерски режисери, актери и драмски текстописци. Стартува и надпреварите во младинските и детските фудбалски лиги, во кои учествуваат екипите на фудбалската школа Фудбал Старс. Во средата се одиграа надпреварите во рамки на второто коло од регионалната пионерска фудбалска лига. Нашите момчиња гостуваа во Неготино против истоимената екипа. Домашните фудбалери се покажале како цврст и добар противник и на крајот славеле победа со резултат од 2:1. Младите играчи на Фудбал Старс пак во текот на целиот надпревар играле добро, успеале и да го намалат водството на противникот, но биле немокни до крајот на средбата да направат пресврат и да извлечат барем бод. Во моментот нашата екипа е во средината на табелата, а фаворити се тимовите на Академија Пандев од Струмица и Брегалница од Штип. Викендов ќе се игра третото коло. Фудбал Старс ќе биде домакин на надпревар со екипата на Осогово од Крива Паланка. Средбата е закажана за сабота со почеток од 12 часот на фудбалското игралиште во Горни Подлог.